Premium experience available for the final in New York, New Jersey. Финалево се доближува, ево Нью Йорк, Нью Джерси, 19 јули, најава и на Жилете стадион во Фоксборо. Некако како да не сакам да излезам од стадионов, знаејќи дека за нас овдека завршува светското првенство и всушност за сите. Соживеавме со Фоксборо, со Жиле стадионот, со Бостон. 7 надпревари за 30 дена, од 13 јуни до 9 јули, помалку од 30 дена, 27 дена, 30 дена сме овде веќе присутни. Тоа е скоро секој трети ден по еден надпревар на Жилете, во Фоксборо, на овој убав стадион, во овој убав амбиент. Ги гледавме Мароко 2 пати, Шкотска 2 пати, Хаити, Франција 2 пати, Норвешка 2 пати, Ирак. Доста надпревари. Може би испушни ви некоја репрезентација. Халанд играше на овој стадион 2 гола. Сега, кога Франција вака помина, се чудиме зошто селекторот на Норвешка го остави резерва против Франција. Тоа е умешноста. Убав стадион, колку беше 65.000 така? 65-6.000. Денеска имаше 63.811 гледачи. Остануваат спомените, остануваат нашите снимки, слики, видеа, сувенири. Тоа е фудбалот, тоа е светското првенство и му благодариме на Бостон што беше наш домаќин. Благодариме на Жилете стадионот што овде доживеавме прекрасни фудбалски моменти. Пак ќе повторам, се повторува старото правило. Не е исто да гледаш, да коментираш, да анализираш дома на телевизија или во ТВ студио, надвор од местото на настанот, или да си на лице место овде, да ја мирисаш тревата, да го гледаш ова пред тебе, да ги искажуваш своите емоции и чувства и се некако изгледа подобро. Иако ќе повторам, ова светско првенство имаше доста аномалии и доста контроверзии, но имаше и своја убавина за која ќе кажеме подетално во понатамошниот тек на овој мондијал. Тимот на Скок останува до 19 јули присутен на мондијалот. Caméra vidéo, ordinateur portable, pointeur laser, perche à selfie, drone, feu d'artifice, cigarette électronique, vaporisateur, animaux, conception de chien assistant. Другутов, 7 пат гледам на твоја мајчка на грбот 9 светски првенства, ова е 10-тото. 7 пат на Фоксборо, како да ми е некако тажно. 7 пат на Фоксборо, 7 пат на Жиле стадион, 7 пат мондијалски надпревар. Последен во ова тура, ова е последен надпревар во Бостон и малку емотивно, убаво, еве одиме да гледаме Франција и Мароко. Со овој надпревар како веќе да почнуваме да чувствуваме дека се ближи полека кон крајот светското првенство, изгледавме се што можеше да се изгледа на овој стадион во групната фаза, еве го Сите и надпревари кои се играат тука ги гледавме.
Така е, еве го и овој надпревар. Прв четвртфинален. Со овој дуел почнува четвртфиналните дуели. Со овој дуел почнува борбата за влез меѓу 4 најдобри на светот. Ја гледавме и репрезентацијата на Франција, ја гледавме и репрезентацијата на Мароко, досега веќе на овој исти стадион. Сега се споени двете репрезентации една против друга. Вчера тоа што го доживеавме во парк во центарот на Бостон со мароканците, со нивната веселба, со нивните пораки, со нивната подготовка за овој надпревар денешен, ветува дека можеме да се надеваме на интересен мач. Да, денес ќе биде супер возбудливо, еве го медија Ентранс. Легуваме во медија зоната, тука малку се мешаме со медвачите, да се вратиме на надпревар. Очекувам супер интересен, супер возбудлив надпревар и супер неизвестен надпревар пред се. Иако моја желба е Мароко да помине, ќе видиме. Некако уште од почетокот на овој мондијал повеќе сме на страната на послабите, условно кажано на хартија репрезентации. И ајде да видиме што ќе се случува во преостанатите 90 или повеќе минути. Тука сме на Жилет стадионот во Фоксборо во Бостон, четвртфинале, прв надпревар Франција-Мароко. Еве сме тука на стадионот Жилет. За 40 на минути или 50 почнува надпреварот. Ова е првото ниво кога влегуваш на стадионот. Значи најниско што може да се биде е овој дел. Французите се овдека, мароканците се овдека. Да посакаме да гледаме убав фудбал. Please welcome today's two teams, France and Morocco. Еве го првиот корнер за Мароко.
Прв корнер 24-та минута, досега општиот впечаток е дека Франција ја има играта во своите нозе. Ја има играта и една полу шанса, 2 удари на гол, ништо сериозно. Ова е пенал, судијата без двоумење покажа на белата точка. Срушен беше во 16-никот, Мбапе ли е другутоп? Целата грешка почна од изгубената токма на Хакими, кој се уште лежи и се витка на тревата, а во контранапад мароканците направија класичен фаул за 11 метри. Судијата не се двумеше, Аргентина со Телјо. It's in the box. It's putting far left corner. Where have you got fouled? I think it's on the spot. I think it's on the box. Yeah, I think it's on the dot. He's taking it. Килиан Мбапе се мести на белата точка. Но ќе почека, во теке се уште проверка. Чек пеналти, покажува варот. Чисто е се. Мбапе во позиција за гол за својата репрезентација. Ајде да видиме. Let's see if he does a stutter step or just goes to it. Stutter step seems to be the thing to do these days. I don't like it. Овдека на семафорот се уште стои чек пеналти вар, а Мбапе наместен се концентрира да изведе удар. Значи не може пенал да биде изведен додека бараат вар систем и стои чек пеналти. Судијата Телјо се изгуби за неколку секунди. Бара да се изведе пеналот, а на официјалниот семафор стои проверка на пеналот. Интересно свирежи од публиката. Сепак има дозвола Мбапе да шутира. Drop it back. It's a half an inch too far. 28 минута. Мбапе промашува пенал. Се радуваат мароканците овдека до мене. Се радуваат во публиката и сите облечени во црвено. Лудо станува на жиле стадионот овдека со ова промашување на Мбапе. Што ќе ни приведи овој надпревар? Ева и Шакира овдека во публиката ја поздравува стадионот. Заборавија накратко на фудбалот. Навивачите. Интересен овој прв четвртфинален дуел. Интересен и за популарните лица што не се дел од фудбалската игра. Жедни за голови, жедни и за пијалок и французите и мароканците. Полувремето мора да се искористи да се освежи организмот, телото, навистина е топло овдека на жиле стадионот. И хидрација за фудбалерите, хидрација и за навивачите.
Еве имаме една ситуација овдека каде што е повикано обезбедување бидејќи господјата во белото долу толку беше од најдобриот во француската репрезентација Килијан Мбапе. Излегува 77-та минута, се сели на клупата да одмори во пресрет на полуфиналето. Така мириса дека ќе биде тешко Мароко, дека има сила и моќ на овој денешен надпревар да направи нешто повеќе. Мароканците со поддршка за слободниот удар, што во моментов го изведе нивната репрезентација, додека пак французите здрадоволни и срекни бидејќи 2-0 си поигруваат, чегуваат тука на истата трибина. Минута од првото четвртфинале во Фоксборо, Франција против Мароко, 2:0, победа на французите и заслужена, би се рекло. Заслужено и што туку на големиот екран на Жилете стадионот го дадоа Ембапе, излезе од игра, замена направена со мраз на ногата на глуждот, очигледно некоја ситна повреда и Дешан сака да го сочува. Што да се каже за овој надпревар? Освен дека Мароко навистина потврли, играше бледо, дури надвор од сите очекувања на неговите навивачи и воопшто на јавноста. Она што мароканците го побараа од ФИФА да испорачаат коректно судење преку аргентинскиот судија Телјо, беше реализирано. Мароканците го добија тоа, се држаа некако првите 45 минути, иако во 28-та минута беше оправдано досаден пенал за Франција, откако Ембапе беше соверен, а самиот го изведе ударот, меѓутоа ноншалантно шутираше од 11 метри, можеби некарактеристично за неговата сериозност и приводот кон овој мундијал, и голманот Боно успеа да одбрани. Да си признаеме дека очекувавме повеќе од овој надпревар и можеби сега далеку е да се вратам околу 30 на дена наназад, откако почна светското првенство, но ова може да е еден од по-неинтересните надпревари кои што ги гледавме овдека на Фоксбора, на Жилет. Да, се согласно со тебе, можеби премногу очекувавме. Па се разбира, очекувавме после она што се случи синоќа во пресред на овој надпревар, кога мароканците беа така масовно го нападна Бостон, паркот во Бостон и најавува големи дела, најавува дека дојдени се тука без компромис, дека дојдени се тука ако е силна Франција да ја победат и дека можат. Дури го предвидува и резултатот 2:0 за Мароко
но резултатот покажува 2:0 за Франција. Уживавме сите овие надпревари овдека во Жилет стадионот во Фоксборо, градчето близу Бостон, дека видовме навистина убав фудбал, дека да не се повторувам, овој можеби надпревар е еден од надпреварите кој што не ни е на душа, ајде на така не ни е по кеф да се изразам, но останува впечатокот дека за разлика од некои коментари дека ова светско првенство не понуди убав фудбал, ние не сме на тој став. Настрана од сите аномалии, поништениот среден картон на американската репрезентација на нивниот најдобар играч и стрелец, сите судиски грешки и неправди направени на репрезентацијата на Египет, на Хрватска, кои сигурно ќе бараат дополнителна анализа и по завршувањето на ова светско првенство. Да не речам, имаше уште многу такви изненадувања кога Сенегал водеше со 2:0 против Белгија, па изгуби со 3:2 во голови во последните минути, регуларните 90. Да не речам, Демократска република Конго се држеше со Англија, водеше 1:0, па паднаа 2 гола во 75-та и 87-та минута Англија. И ред други надпревари кога завршија во самиот финиш. Секако најпријатни изненадување се Капе Верде, Зеленорадските острови, кои изигра многу симпатичен, многу допадлив фудбал, ги освоја срцата на сите навивачи ширум светот, а овде во Бостон има на нивна заедница која упорно ги бодрши и навиваше. Остануваат уште 4 минути од официјалното продолжение на овој надпревар. 2:0 или дали ќе видиме уште еден гол, остануваат минутите да покажат. Ќе го проследиме до крајот на надпреварот и тоа што сакам да го споменам во оваа прилика е дека ФИФА имаше разбирање за нашата потреба да бидеме овдека меѓу навивачите и од новинарската ложа да се спуштаме кога ќе посакаме тука. Да не биде сега сите ја кудат ФИФА, а јас ја фалам, ама навистина беше така. Грешките, аномалиите кои ги направи ФИФА на ова светско првенство за мене не се нешто, да кажам, екстра ново, иако заслужуваат критика пред се за оној поништен црвен картон и за неколку судиски грешки. Меѓутоа излезе и Пјерлуџи Колина со свое ведување и застана фронтално во одбрана на своите колеги и на своите судии и беше го заложи целиот свој авторитет за да ги одбрани судиските одлуки и сметаше дека сите тие грешки се направени во склоп на фудбалската игра. Сега колку тоа држи на Пјерлуџи Колина, колку и лично и ја не се согласувам до крај. Но дека имаше и добри надпревари, дека гледавме и многу голови, тоа останува како факт, заедно со сето она што навистина фрли црна дамка и неубава слика на ова светско првенство. Еве шанса за Франција. Добра прилика. Горгутов да се надоврзам во финишот во последните минути или секунди како и да доаѓа дека се одјавуваме од Фоксборо. Ќе видиме само како ќе се затвори овој надпревар. Се одјавуваме од Фоксборо, од Жилет стадионот. Тука веќе нема да се играат надпревари фудбал. Почнавме во првата фаза, ги изгледавме и добивме карти и уреди за сите надпревари овдека. Завршуваме со ова четвртфинале и тоа што не очекува е можеби едно од полуфиналињата во близина на Бостон, ако може да се каже близина неколку часа со авион летање, Аталанта можеби, и одиме на финишот во Нью Џерси. Да, MetLife стадионот, 19 јули е финалето, во меѓувреме остануваат уште 3 четвртфинални надпревари, а првиот полуфиналист е репрезентацијата на Франција, која е овде на Жилет стадионот во Фоксборо, Бостон. Во првиот четвртфинален надпревар ја победи репрезентацијата на Мароко заслужено со 2:0, полувреме 0:0, 2 гола во 60-та и 66-та минута, промашен пенал на Ембапе во 28-та минута и можеби една-две полушанси на Мароко за намалување на ова водство. Are you disappointed? Are you disappointed because Morocco don't go? No, it's okay. Yes, it's okay.
Okay. I support the France. I live in France. Yeah, bro. I born to France. Okay, super. problem. I'm happy for the two. Congratulations. Тоа Франција оди во полуфиналето. Се радуваат француските навивачи на спортивната страна од ова каде што сум јас. Овдека мароканците со кои што позборува велат, па јас живеам, вели, облечен во мароканска, вели, јас живеам во Франција и Франција исто така се радувам што оди понатаму. Тоа е. Заслужено се разбира, заслужено и ова поздравување за мароканците, за кои заврши ова светско првенство. Тага на едната страна задоволство и среќа на другата страна и по некој сувенир во раката за спомен од овој четвртфинален дуел Франција-Мароко. Французите што можат да посакаат повеќе, продолжија во полуфиналето. Мароканците има надеж, но фудбалот не е само надеж, требаше нешто и да се одигра. Против силната Франција толку можеше Мароко. Cadê a